Црвенката. Си беше еднаш едно убаво русокосо девојченце, кое живееше блиску до шумата. За роден ден, девојчето од баба си на подарок доби една кратка пелерина со црвена качулка, која постојано ја носеше, па поради тоа ја нарекоа Црвенката. Еден ден, мајка ѝ рече: "Земи ја оваа пита и оваа мала тегла со мед и однеси ги кај баба ти на другиот крај од шумата. Таа е болна, па треба да лежи в кревет." Црвенката целата радосна влезе во шумата и тргна по патеката што водеше кон куќата на нејзината баба. По патот пресретна многу мали животни кои ја прифатија со голема радост, но сите тие ја сакаа многу и затоа што секогаш имаше со нешто да ги нахрани. Под едно дрво Црвенката забележа убави шумски јаготки и знаејќи дека нејзината баба ги сака многу, почна да ги собира. Во еден момент зад себе слушна лесни чекори. Се заврте и со страв виде како и се приближува еден волк. "Каде одиш во ова време, малечко девојче?" ја праша тој со сладок глас. "И носам понадица на баба ми, која е болна," одговори детенцето, тресејќи се од страв. "А, да, а каде живее баба ти?" "На другиот крај од шумата." "Па тогаш да и посакаш побрзо да оздрави. Те поздравувам." И волкот исчезна во шумата. Волкот тргна по еден краток пат, како молња стигна до куќата на бабата и чукна на вратата, преправајќи го гласот како на Црвенката. Бабата се напрегна и одговори: "Потегни го јажето и вратата ќе се отвори." Волкот и не чекаше да слушне нешто друго. Со еден скок се најде внатре и во еден залак ја голтна бабата. Потоа, откако облече една ноќница и стави една капа од бабата, легна во нејзиниот кревет за да ја дочека малата внука. По кратко време Црвенката чукна на вратата и волкот, обидувајќи се да го преправи гласот како нејзината баба, и рече да влезе. Малото девојче се приближи до креветот и застана изненадена од чудниот изглед на бабата. "Колку долги раце имаш, бабо? Такви се за да те прегрнам поубаво," мрмореше волкот. "Колку големи уши имаш? Такви се за да те слушнам подобро, дете мое. Леле, колку големи очи имаш? Такви се за да те видам поубаво. Колку остри заби и колку голема уста имаш? Такви се за да те изедам поубаво." Тогаш волкот скокна од креветот, ја грабна Црвенката и ја проголта во еден залак. Потоа сит повторно си легна во креветот и заспа. Рекаше толку силно што го привлече вниманието на еден ловец кој ја познаваше бабата, а тој ден поминуваше покрај нејзината куќичка. Се приближи до прозорецот и го здогледа волкот, кој имаше невообичаено голем стомак и кој спиеше во креветот на бабата. Тогаш го застрела зверот со пушката и му го расече стомакот, кој пукна како балон. Од отворениот стомак скокнаа живи и здрави и бабата и Црвенката. Двете топло му се заблагодарија на ловецот и радосни направија забава за сите луѓе и животни во шумата. Беа сигурни, оти лошиот волк нема никому да му направи нешто лошо.